Како што кажавме вчера, партиски обезбедувачи на Зоран Заев и СДСМ вработени во Министерството за внатрешни работи, а дел од нив и бивши осуденици незаконски надвор од секоја процедура основаат Агенција за обезбедување. Агенцијата Code Security Group доел од Струмица, која е формирана од страна на Александар Трајков, долгогодишен личен бодигард на Заев, Николчо Колев и Стево Трајков од Струмица, вработени во МВР, како и Лазо Котуровиќ, повеќе кратен осуденик за насилство и тешки телесни повреди, е новата параполициска структура на власти на СДСМ, која треба да биде дел од подземјето и да врши рекет, уцени, закани, како и политички притисоци, се со цел доведување на политички резултати во корис на Социјалдемократскиот сојуз, Заев и Оливер. Според правилникот за работење на работите и деностите што се во судир со полициските работи, Агенција за обезбедување не може да биде формирана од страна на лица вработени во Министерството за внатрешни работи и од тука се поставува прашањето дали и како Оливер Спасовски потпишал дозвола за работа на Агенцијата за обезбедување Code Security Group, каде двајца од четворица основачи се вработени во Министерството за внатрешни работи. Од фотографиите кои беа објавени на социјалните мрежи се гледа дека лицата се дел од Агенција за приватно обезбедување со официјални мајци и лого на агенцијата. Оливер Спасовски мора да одговори дали свесно и покрај тоа што постои законска пречка потпишал дозвола за работа на Агенцијата за обезбедување Code Security Group од Струмица. Спорен момент во врска со функционирањето на агенцијата доаѓа од Комората за приватно обезбедување на Република Македонија, каде сите агенции кои имаат добиено дозвола за работа од МВР се објавени на нивната интернет страница. Помеѓу објавените агенции не е и агенцијата Code Security Group од Струмица. Неофицијалните информации говорат дека за целата банда на Code Security Group стои братот на Зоран Заев, Вице Заев, кој треба да раководи со агенцијата и да ја контролира, и поради тоа е дозволено целото ова беззаконие што ни се случува. Оливер Спасовски мора да одговори дали и како потпишал дозвола за работа на Агенција за обезбедување, што согласно закон немал право да го направи истото. Доколку агенцијата нема дозвола за работа, како истата работи, зошто нивни лица се шетаат низ Струмица во работни униформи, дали се заплашува можеби јавноста или нелегално се извршува дејност за која што не смеат да извршуваат. Оливер Спасовски не смее да бега од одговори и мора да им одговори на граѓаните.